Вести на Канал 8. Добар ден. Предпријатието за погребални услуги, чија основач е локалната самоуправа на Кочани, не може да ја извршува дејноста затоа што нема лиценца за работа. Состојбата е таква неколку месеци, а се очекува судска разврска за да се знае дали ќе продолжи со работа или ќе треба да згасне. 5 месеци се чека одлуката на Вишиот управен суд во Скопје во врска со поднесената жалба на предпријатието Погребално ДОЕЛ од Кочани, кое се жали затоа што нема добиено лиценца за работа од надлежните во Министерството за транспорт и врски. Заради тоа не смее да ја извршува дејноста за која е регистрирано, па 6 вработени практично се на платен список и земаат плата, а не работат ништо. На седницата на Советот на општината беше речено дека вината воопшто не е кај предпријатието, затоа што оттаму уредно ја поднеле сета потребна документација за добивање лиценца, но биле одбиени. Причините за тоа се пропусти во законските одредби, кој може да биде основач на фирма што ќе дава погребални услуги, а во случајот тоа е локалната самоуправа на Кочани. Овој закон само донесе една рашумунијада низ државата да се формираат погребални оператори, кои што ќе видиме тек сега како ќе ја вршат работата, затоа што тие не се комплетни, а имат доставено договори подпишани, а немат ни копачи, ни лопати, нити вработени за да ја вршат дејноста погребални услуги. Во информацијата за работењето на погребално е искажена загуба, па на седницата на Советот се постави прашањето дали воопшто тоа треба да продолжи да постои. Јавното предпријатие Погребално остварува загуба 245.000 денари. Значи, прво остварува загуба и второ прашање што се поставува е дека веќе на територијата на општина Кочани постојат лиценцирани предпријатија кои што ја вршат оваа дејност, кои што работат согласно законот и дека нема потреба општина Кочани да остане со ова јавно предпријатие, бидејќи си прави само загуба која што треба да се подмири од страна на буџетот на граѓаните. Беше речено дека намерата за формирање општинско предпријатие за погребални услуги била да се обезбеди конкурентност и спречување на монополизација на дејноста. Постоењето на приватни оператори со седиште во други градови не гарантирало дека услугите кај нас ќе бидат обезбедени. Што ако новите оператори дојдат у ситуација да имат економска неоправданост и се повлечат од општина Кочани, кој ќе ја врши погребалната дејност? А знае се дека секој ден имаме, ако не секој ден, преку еден ден имаме починато лице, а веќе 100 души дошли на погреб, нема кој да го погреби. Шо тогаш? Констатација на советниците беше дека по дебелиот крај повторно ќе го извлечат граѓаните. Имаме давател на услуги, имаме цена. Цената е целосно наплатена, се бележат загуби. Логички е дека цената ќе се зголеми. Па тоа е она што ги очекува и најмногу ги интересира граѓаните. Ако додадеме дека е зголемена цената на пристап до гробното место, цената на откуп на гробно место и други пропратни, можеме да заклучиме дека веќе е потешко и да се умре отколку да се живее во општина Кочани. И покрај немањето предмет на работа, беше дадено предлог да се почека на судската одлука. Не сме присталица да работи незаконско ова предпријатие, да се даде уште еден термин во кој ќе се малку повеќе контакт од локалната самоуправа, да се види со таа лиценца ќе се конечно обезбеди или не, па потоа да размислуваме каква одлука да донесеме со цел, интерес да ги заштитиме сите интереси на граѓаните. На крајот, Советот го прифати заклучокот Погребално ДОЕЛ да продолжи да работи, иако и во наредните месеци 6 вработени ќе седат дома, а ќе земаат плата. Транспортирани првите донации од проектот за топол дом. Далеку повеќе пријавени за примање отколку давање помош. Дистрибуирана е првата помош од акцијата Се грижиме за топол дом на Министерството за труд и социјала. Социјално загрозени семејства од Кочани, Оризари и Уларци добија помош во апарати за домаќинство, мебел и друга покујкнина. Проектот Топол дом е добро смислен, меѓутоа не се потребни повеќе кумани луѓе за да можеме да ги задоволиме потребите на сите социјални корисници. За сега од август се почнат проектот Топол дом, меѓутоа имаме повеќе луѓе кои барат донација отколку ли што имаме донатори. Затоа се замолуваат сите хубави луѓе да излезат во пресрет на загрозените семејства, да можеме да помогнеме
Секој дома има по некои работи кои се неопходни, а некому ќе му дојдат многу добродојдени. Акцијата на Министерството најде на позитивен прием и кај донаторите. Ја поздравувам акцијата и се приклучувам со еден скромен поклон. Ово е вишок од мојот стан, се селам. Да не ми биде баласт, некои деца без родители нека се послужат со некој. Имав некои работи што мислам не ми беа потребни, сакам да ги донирам за некои посоцијално загрозени семејства. Граѓаните кои сакаат да донираат може да се јават на бесплатниот телефонски број 0800 55 800 и на мејл адресата donacija@mtsp.gov.mk. Социјално загрозените лица кои ќе примат одредена донација нема да можат да бидат услужени со иста таква во наредните 3 години. Двата бронзини медали на 17-годишниот веничанец Бојан Серафимов на светските олимпијади по математика и информатика повод за прием кај првиот човек на општината Емил Дончев. Третото место на надпреварот по информатика Серафимов го постигна во конкуренција на 299 учесници од 80 земји на јубилејната 25-та интернационална олимпијада по информатика што се одржа во Брисбен, Австралија во месец јули. Вонредниот успех го повтори неодамна и на надпреварот по математика во Санта Марта, Колумбија, каде беше дел од 7-члената македонска репрезентација. Надпреварите беа тешки, да не речем, има конкуренција, тоа самиот збор светска олимпијада кажува нешто, дека се надпреваруваат 100 држави, од секој држава е избран тим од 4 или 6 учесници и беше едно добро искуство. Градоначалникот Дончев вети финансиска подршка за Серафимов во рамките на можностите на општината. Бојан веќе 5 години е познат на виничката јавност по освојување на први места на општински, на републички, на европски првенства, е сега трето место на светско првенство, но за нас тоа значи како прво место. Бојан е нашата гордост и нашиот амбасадор не само за Виница, него и за Република Македонија. Општина Виница, како и до сега и понатаму, ќе се труди да му помага пред се финансиски на Бојан за неговите следни успеси. Сега една скромна награда, еден таблет кој се надеваме дека ќе му користи при неговите подготовки за надпреварите. Подготовката за големите надпреварувања трае една година, вели Серафимов, секојдневно од 2 до 3 часа и поинтензивно вежбање пред надпревари. Освоен медал на интернационална олимпијада значи стипендија за студирање на некој од најпрестижните светски универзитети, која може да достигне и до $250,000. Успехот му ги донесе и првите покани за студии од странски коледжи, иако се уште не ја донел конечната одлука. Шансите за стипендија се мали, бидејќи ограничен буџетот на секој факултет за интернационални студенти, дека треба да ми го покријат и сместувањето таму, но ја ќе се потрудам да аплицирам на што можно повеќе места. Бојан Серафимов е ученик во завршна година во средното училиште Јахја Кемал во Скопје. Црковно-народен собор на храмот Свети Јоаким Осоговски во Јакимово. Верници од повеќе населени места го преплавија селото кое го празнува својот патрон. Одбележен големиот верски празник Свети Јоаким Осоговски, патрон на храмот и слава на село Јакимово. Утрово се служеше света литургија, а околината на објектот попладнево беше полна со верници од повеќе краеви. Свети Јоаким е заштитник на село Јакимово, бидејќи по селото Јакимово е и договорено да се освети на светитело Свети Јоаким Осоговски. Па доваѓаат повеќе од Источна Македонија, од Скопје, од други места, неле. Сите што се запознаени, неле, дека се слави на овој празник, доваѓаат ви секогаш го посетуваат, неле. Верниците задоволни од условите во храмот и црковно-народната прослава. Па се најубаво, на сите гости добре дојдени, да уживат у природа убава и така да се најубаво. Убаво, многу. Па подобро здравје. Ја ми се чини ваквие собирања, разбереш, поготово тие постарите. Младината не остана. Секава година доваѓаме, палиме за здравје, собираме се од секаде, традициите се ги правиме како што треба и така.
и секоја година се поактивни пензионерите. Одат многу повеќе народ се собират. Бројното присуство на верниците значеше и подготовка на поголема количина на храна. Имаме 30 котли направено со јагнешко и се е спремано за во 2 часот за ручик. Свети Јоаким бил соподвижник на светите Прохор Пчински, Гаврил Лесновски и Јован Рилски. Тие решиле да се разделат и својот пат да го продолжат осаменички. Огромна посетеност деновиве имаше и Чифлик. Таму се одржа голема манастирска слава за празникот Голема Богородица. Голема манастирска слава во Чифлик во очи на успение на Пресвета Богородица и на денот посветен на Божјата мајка. Верници од сите населени места, од Кочанско и пошироко, традиционално и годинава во голем број го посетија манастирот. Во ова наше село тука Чифлик, манастирот е осветен кај темелникот, сега е се уште во изградба и со Божја помош наскоро планираме да го осветиме и во него ќе се богослужи секоја година во секоја црква. Традицијата е секогаш била и останува масовна посветеност на манастирот. Може тука ќе има над 1000 души можеби овие денови, значи го почитуваат култот на успените на мајката Божја Света Богородица. И од црковниот одбор велат дека оваа традиција на прославување е столетна. Постари луѓе што се кажуваат датира уназад уште времето на браќите Кирил и Методиј некои сознанија у книги. Исто на овој ден, оваа година се планира да биде посно, нема клање на јагниња тие работи. Доста број на верници доаѓаат тука, посетуваат ова место. Оваа година е реализирана нова инвестиција во манастирот, трапезарија долга 30 метри. Се да се удоволе на самиот народ што доаѓа тука да бидат услужени сите работи. Иначе имаме се луѓе кои доаѓаат од селото, се пријавуваат сами за готвење, помагање и за вечерта и за утрото за 28 август. И за тоа се трудиме и овај комплекс, мислам овој што го правиме оваа година да по самото доаѓање на народ и од други места, не само од самото село и од општината и од Кочани и од Штип што посетуваат не луѓето и се задоволни и слушаме пофални зборове и дека да идеме, дека најдобро организирано место сме, може да се пофалиме дека у Чичиново беше општината дури и пошироко. Во кујната до трапезаријата се подготвуваше манастирската манџа. Да сме сите ашчиките, сите правиме орисче, бобче, иако е посно, ама во душата сме чисти, јасни, среќни. Имаме 6 котлови, направени со граф и орис. Ние сме оваа година задоволни што многу народ ни се собират. Секоја година сме тука, готвиме боб, посно е, орис, се е посно. И година за година се повеќе народ ни се собират. И од црковниот одбор додаваат дека бројот на посетители на манастирот кај Чифлик за Голема Богородица е во постојан пораст. Невнимателното управување со моторни возила придонесе сообраќајната полиција во текот на денешниот ден да регистрира неколку сообраќајни незгоди и прекршоци. За среќа, сите завршија без посериозни последици за учесниците во нив. Пешак се здоби со полесни повреди во сообраќајна незгода што претпладнето се случи во близина на градскиот плоштад. Во моментот кога средовечниот маж ја преминувал крстосницата на улицата Браќа Ставреви и Лјупчо Сантов, во него удрило такси возило, кое се движело во правеца на СБТ до Клевец. Од ударот на пешакот му биле нанесени повреди на ногата, пошто веднаш е префрлен во амбулантата во непосредна близина на случката. По укажаната прва помош беше повикано возило на итната медицинска помош, пошто повредениот беше префрлен во Кочанската болница. Полициски службеници од сообраќајната полиција на местото на настанот направија увид што треба да ја открие одговорноста за учесниците во сообраќајот. Од полицијата велат дека во последните неколку денови се регистрирани поголем број сообраќајни прекршоци, што биле причина за неколку незгоди што за среќа завршиле со полесни последици. Заради тоа зголемена е и контролата на сообраќајниците во градот со преземање превентивни мерки кон прекршителите. Истовремено упатуваат апел за внимателно управување со моторните возила и почитување на одредбите за ограничување на брзината на движење.
Започна со работа летната ликовна колонија Свети Пантелеимон. Годинава младите уметници творат во амбиентот на браната градче, а колонијата е дел од манифестацијата Топол културен бран. По втор пат годинава Кочани е домаќин на летната ликовна колонија Свети Пантелеимон, на која учесници се млади ликовни уметници од државата и странство. Во текот на 5 дена колку што ќе трае колонијата, учесниците го користат амбиентот на браната градче за да ги создадат своите дела, инспирирани од низините природни убавини. Сите тие работат под менторство на ликовниот педагог магистер Александра Димитрова, која минатата година беше одговорна за колонијата. Оваа година, значи, составот ни е поголем од претходната, имаме членови од други држави. Значи, имаме од Унгарија 3 членови и од внатрешноста на Македонија. Имавме покането и гости од други држави, како што се Хрватска и Бугарија, меѓутоа од оправдани причини тие не присуствуваат на колонијата. Се надеваме, нели, во наредните години ќе се зголеми бројот на посетители од други држави. Учесниците се задоволни од престојот во Кочани, а за задача имаат да насликаат по 2 платна. На моето платно имам представено импресија на се тоа што го видов овде во Кочани, на природата, на Вештачкото езеро овде. Освен сликањето, за учесниците се предвидени и други активности. Едно во 5-дневното предстојување на учесниците на ликовната колонија ќе предстои и представување на Кочанскиот регион и близината на во Кочани, тоест Виничкиот регион, значи ќе имаат посета на археолошки културни знаменитости кои се во делот на нашата култура во Кочани. Ќе предстои, значи, посета на археолошки локалитет во Виничка, тоест Виничко кале, и посета на музеот Теракота во Виница. На последниот ден од колонијата, 1 септември, ќе се организира ликовна изложба на која ќе бидат представени изработените дела. Инаку во рамки на манифестацијата Топол културен бран во средата на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли се одржа фолклорна вечер. Пред кочанската публика се представија младите фолклористи од повеќе ансамбли од нашата општина и околината. Манифестацијата завршува в петок со концерт на класична музика на триото Strings од Штип, што ќе се одржи во салата на мултикултурниот центар. Четири трети места освоија борачите на Спартак на првиот меморијален турнир Александар Калајджиев во Радовиш. Надпреварувањето имаше меѓународен карактер. На турнирот во Радовиш настапија 10 борачи на Спартак во конкуренција на кадети и пионери, предводени од тренерот Зоран Митев. Трети места кај кадетите освоија Глигор Анев во категорија до 63 и Андреј Анчев до 69 килограми. Со бронзен медал пак кај јуниорите се закитија Мартин Пешов категорија до 54 и Столе Евтимов до 47 килограми. На меѓународниот меморијален турнир Александар Калајджиев настапија 80 борачи од 8 клуба. Освен Спартак, од домашните боречки клубови, своји представници има организаторот Бучим од Радовиш, Тигар од Скопје, Неготино, Балканец Штип, Тефејус, Осоговски од Крива Паланка, како и боречкиот клуб од Унтерхакен, Германија. Заврши годинешното издание на Богородичниот фудбалски турнир во Горни Подлог. Финалниот надпревар се одигра на празникот Голема Богородица. За трофејот се борја екипите на Соколарци и Грдовци. Со резултатот 1:0 турнирот годинава го освои Соколарци, екипата која беше финалиста и на Илинденските спортски игри во Чешиново.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме за вниманието. Довидување.